На редовната седница на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените што се одржа денеска во салата за состаноци на општина Кучани, членовите дадоа поддршка на барањето на кошаркарскиот клуб Баскет Дино за финансиска помош за набавка на спортска опрема за женската кошаркарска екипа. Денес имавме редовна седница на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, на која имавме поканети гости, односно присуствуваа гости представници од ЗЕЛС. Тоа беа директорката на ЗЕЛС, Душица Перишик и Ирена Николов, одговорна за родова еднаквост во ЗЕЛС. Така да на комисијата имавме убав дневен ред, би рекла, затоа што имавме доставено барање за да излеземе во пресрет на кошаркарскиот клуб Баскет Дино, а тоа е женски кошаркарски клуб. И барањето се состоеше во тоа да помогнеме парично, да издвоиме средства од нашиот буџет како Комисија за еднакви можности. И ние тоа го направивме едногласно и им доделивме определена сума на средства со кои можат да си дозволат да се опреми женскиот клуб со потребната нивна опрема. На седницата беа присутни и представници од ЗЕЛС кои во изминатата година дадоа поддршка во реализација на повеќе проекти значајни за општина Кучани. Заради тоа што ЗЕЛС веќе подолго време, неколку години, работи со сите општини и особено со комисиите за еднакви можности, им помага во начинот на работа, во остварување на нивните цели, а со самото тоа помага и на општината и на сите, се разбира, граѓани во овие општини, и можам да кажам дека до сегашното сознание кажува дека ова е една од поактивните комисии која многу работи и е во блиски контакти со нашата координаторка Ирена Николов, и се надевам дека оваквите средби ќе вложат со резултати и ќе има поголем успех на оваа комисија. По исцрпувањето на дневниот ред, членовите и присутните даваа предлози за реализација на повеќе активности кои наидоа на поддршка како од членовите на комисијата, така и од градоначалникот Николчо Илиев.